Почитувани сограѓани, почитувани светениколчани. Изборната кампања е период на ветувања. Некои ветуваат реални, а некои ветуваат нереални програми и проекти. Деновиве сме сведоци на една чудна кампања од страна на градоначалникот во заминување Велковски. Во стартот на кампањата покажа дека нема своји идеи и копираше проекти од програмата на ВМРО ДПМН. Потоа правеше безуспешен напор паушално да ги реализира за ден или два. Безидејноста, мрзеливоста и некреативноста на градоначалникот и на тие околу него, што ја гледаме 4 години, кулминираше овие денови. Во паника да покаже голем проект, објави слика од парк во Холанд, Мичиген, Соединетите Американски држави и го прикажа како проект кој ќе го прави во Светениколе. Господине Велковски, вие навистина го подценувате светениколскиот гласач. Како течеше кампањата? Растеше паниката кај градоначалникот. Тој стана свесен дека ги преспа 4 години. За да го бара гласот на светениколчани, му стана јасно, дури по 4 години, дека нешто треба и да се сработи. Иако нема асфалтирано 1 метар од улиците во претходните 4 години, а раскопа неколку улици низ градот и ги остави луѓето да газат во кал во овие есенски денови. Раскопаните улици нема да може да ги заврши. Улиците ќе бидат потсетник за неспособноста и ароганцијата на градоначалникот Велковски. Последните денови паниката кулминира во параноја. Велковски и неговите функционери следат кандидати за советници, активисти на ВМРО ДПМН, кои одат на терен, прибираат идеи и вршат тековни активности. Дали сакате да ги заплашите луѓето или да извршите притисок? Или пак сакате да им го променете мислењето, демонстрирајќи моќ и власт која ја губите? Тоа нема да ви помине, господине Велковски. Времето на неработа, безидејност, непотизам и партиски реваншизам заврши. Народот го препознава честното, искреното и вредното. Затоа народот ќе ве казни на 17 октомври. Народот ќе избере број 7 за промени, за проекти, за победи. Ветуваме одговорно, честно, транспарентно и континуирано работење. Ветуваме остварување на нашата програма. Во неа се запишани потребите и барањата на нашите сограѓани, она што го заслужува секој граѓанин на Светениколе. Ќе се вложиме максимално секој проект да стане реалност. Затоа, почитувани сограѓани, ајде да се здружиме, да се сплотиме и да изградиме нова иднина. Иднина во која ќе има проекти, промени, работа, развој. Иднина за која вреди да се бориме и со која сите ние ќе се гордееме. Ве повикувам сите на 17 октомври да изберете 7 за вашата иднина, за вашето семејство, за вашиот град. 7 за моето и наше Светениколе. За Светениколе како што го посакуваме и заслужуваме. Заедно до победа. Да сте живи и здрави.